почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, во врска со Агенцијата за супервизија на осигурување за извештајот имаме една кратка забелешка која што сметам дека сега е вистински момент да ја изнесам. Ако ја погледнеме извештајот на Агенцијата за супервизија на осигурување, ќе видиме дека во насока на заштита на правата на осигурениците и корисниците на осигурителни производи и услуги, Агенцијата за супервизија на осигурувањето постапуваше по добиени преставки против осигурителните компании, тоа во 2020 беа поднесени 88 преставки, од кои 71 преставка се решени, 12 преставки се без основа за постапување, 2 преставки се во процес на решавање и 3 преставки се повлечени. Ако земеме во предвид дека во рамките на своите овластувања Агенцијата за супервизија на осигурувањето се грижи за ефикасно и законито функционирање на пазарот на осигурувањето и тоа со цел за заштита на правата на собствениците и корисниците на осигурување, тоа е дадено како една од надлежностите, тогаш нас треба да не загрижат ваквиот мал број на предмети кои што ги има за постапување. И ако ја отворите страната, интернет страницата на Агенција за супервизија на осигурување, прво што ќе видите е делот во кој што се предвидува дека можете да поднесете преставка до Агенцијата за супервизија на осигурување, меѓутоа ќе видите дека Агенцијата за супервизија на осигурување си донела правилник за начинот на постапување по преставки поднесени до Агенцијата за супервизија на осигурување од корисниците, односно од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица, и тоа како што пишува, овој правилник е донесен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување. Членот 3, кој што се наоѓа во делот 2 од правилникот, како начин за постапување во преставки, вели дека подносителот на преставката има право да поднесе преставка до Агенцијата само доколку писмено се обратил до субјектот и притоа не е задоволен од одговорот на субјектот. На овој начин, Агенцијата за супервизија на осигурување самата себе си се прогласува за двостепен орган за постапување, иако Законот за супервизија на осигурувањето, според кој е основана, предвидува дека треба да ги прифаќа преставките од граѓаните. И самиот правилник е во спротивност со законите, односно за Законот за постапување по предлози и поднесоци, каде што истите не смеат да бидат одбиени. На овој начин, со членот 3 од еден правилник, тие, за да ги избегнат непотребниот број на поднесоци кои што евентуално би можеле да стигнат, ја обременуваат процедурата и бараат да бидат третирани како второстепен орган, односно дека подносителот на преставката треба прво да се обрати до субјектот писмено и да и се обрати на нив само доколку не е задоволен од одговорот. Сметам дека за ова треба да бидеме свесни дека не се остварува во целост улогата на Агенцијата за супервизија на осигурување, која што треба, како што рековме, да ги заштитува корисниците и осигурениците и корисниците на осигурување и од трети лица. Ваквиот правилник треба да биде изменет за да немаме исто како кога зборувавме за правилникот за јавните обвинителства, мал број на случаи по кои што се постапува, 88 вкупно примени преставки од голем број на осигуреници. Сметам дека е аларм за да го погледнеме правилникот и овде да донесеме заклучок дека процедурата за поднесување на преставки треба да биде усогласена и со законот и со Закон за постапување по преставки и предлози. Ви благодарам.